Почитувани граѓани, локалната власт на ВМРО ДПМН е канцерот кој 4 години систематски ги разјадува институциите во општина Прилеп. Големата лага со која Борче Јовчевски и ДПМН дојдоа на власт се распрсна како меур од сапуница. Наместо развој на градот и подобар живот за прилепчани, донесоа пропаст. Градоначалникот ја упропасти локалната самоуправа. Директорите ги уништија јавните предпријатија. Прв меѓу нестручните кадри на ДПМН е Игор Голабевски, другар и личен избор на Борче Јовчевски за директор на водовод и канализација. До вчера успешното и финансиски стабилно јавно предпријатие доживеа финансиски колапс. Како му успеа на директорот Голабовски и покрај покачувањето на цената на водата, прв пат од постоењето на предпријатието од него да направи загубар со долг од 650.000 евра. Континуираното вработување, унапредување и наградување на актуелни и поранешни партиски функционери и нивни блиски роднини, недомакинското работење и нерационалното трошење на парите на граѓаните се дел од причините за прикажаните загуби. Така, например, само за набавка на резервни делови за возилата, јавното предпријатие минатата година потрошило близу 3 милиони денари. Но и покрај тоа, во моментов, речиси сите теренски возила се надвор од употреба, заради што техничарите одат пешки на отстранување на дефекти. Долгот на водовод и канализација се зголемува на дневна основа. Јавното предпријатие забрзано се движи кон црната дупка. Во интерес на консолидирање и на тамошно обстојување на предпријатието, директорот Голабовски треба да го следи примерот на неговиот колега од Пазари и да поднесе итна и неотповиклива оставка. Секој нов ден на чело на водовод значи чекор поблиску до бездната. Истовремено ги повикуваме Управата за финансиска полиција и Прилепското основно јавно обвинителство да постапат по допрен глас и да го прочешлаат финансиското работење на јавното предпријатие. Ви благодарам.